вечер, ова е, јас не знам кој е поред издание, ниту па која сезона, точно да ви кажам искрено, на Политиканти, во секој случај, ова е едно ново издание на Политиканти, во кое јас вечерва сум овде во студиото од оваа страна сам, но затоа, еве, за прв пат и мојот соговорник, значи јас сум Боријан Јовановски, а инаку на онлайн од Црна Гора го вклучуваме директно мојот колега кој ќе се представи сега, со кој редовно ја одржуваме овој наш подкаст Политиканти. Повели? Добро вечер, јас сум Сашо Ордановски, се јавувам од Цетиње. Цетиње е едно мало градче, старата царска престолнина, кралска престолнина на Црна Гора во врвовите на Ловчен, негде од прилike надморска височина, нешто како водно, малку помалку од водно можда, ама затоа со историја долга во оваа државотворна смисла, веројатно негде веќе од 15-16 век натаму, а и официјалната кралска престолнина на Црногорската краљевина од 910 до 916, а и денеска е официјална престолнина на црногорскиот председател, кој се разбира, канцелариите се во Подгорица, но овдека е едно многу живописно место, не знам кој од нашите гледачи бил во Цетиње. Јас сум бил. Ете, видиш, всушност црногорците викаат на Цетиње, не во Цетиње. Јас сум бил последен пат, веројатно со некоја школска екскурзија уште во времето на Стара Југославија. Ова е градче од приликви големина на Кочани, едно 12.000 луѓе. Нема ниту една зграда модерна, стаклена и така натаму, меѓутоа сите други се реставрирани, речи се заставени во времето, функционални се разбира, со прекрасни неколку историски згради на владата на Црна Гора, на кралот, резиденциите, на разноразни други високодостојници. Јас се јавувам инаку од еден мал бутик хотел кој што на времето бил поранешна бугарска амбасада. Кога ќе прошетате низ Цетиње, французите имале амбасада, италијаните, британците, сите имале амбасада, русите се разбира и така натаму, така што се вратив некако едно 100-150 години назад во времето, а овдека сум на еден многу значаен форум за кој ќе поразговараме веројатно подолу во емисијата. А бидејќи не сум во студиото, Боријан, се отвори однаш физички простор за гости во студиото. Ова, ова си го рачувам како моја емисија. Фала Богу, одамна уште од времето на ајде не сум имал вака своја емисија да се чувствувам комотно и во таа чест дозволив да се почастам и вечерва да обезбедам ексклузивни гости во ова издание на Политиканти, а тоа се Мичо и Мечка. Мичо е тука. Јас сум тука. Поздрав до нашите гледачи. Во моментов споделив на Facebook дека идеме во живот. Денеска е Политиканти врз тешки муабети, затоа што ние на вас сме ви гости. Сакавме малце го смениме концептот, да видиме што ќе случи ако почнеме порано. Да, и малце да имаме ексклузивна ние како Политиканти. Ајде дека ви има некој двајцата вас, види. Значи, Мечо и Мичка, Мичо и Мечка, кои инаку да не се лажеме, моментално го имаат највлијателниот подкаст во државата. Па сега тоа е тоа. Дасти се гости. Морам да признам дека ми е чест као помлад колега што вака збори за нас и што сме ти гости на тебе во студиото. Да, практично. Да. И имам дописник од Цетиња. И оне, да. Он има некои таму ситни информации, ама дописник од Цетиња. Дали ќе стигне да ги каже. Од Цетиња дописник. Добро, Дописникот ќе мора да ви стане за едно 20 на минути, бидејќи овдека е толку интензивно се работи, што ќе морам да заминам на една средба кај што веќе ме чекаат и така, ама наредните 20 на минути имаме време да поразговараме за разни теми. Знаеме Сашо за тебе тоа Ција, Мија, ова, она, тоа. Ама добро. И Мија и Ција. Да, и Мија и Ција. Вака, да, Мичо, еве, прво да искористам, Сашо, ако дозволиш, сакам на Мичо му поставам едно прашање, бидејќи ми е гостин си така. Да, повели. Мичо, ти едно време работеше во ВМРО. Да. Ме интересира, вчера ме пратев и видов како многу фино ја забележавте онаа изјава дадена кај инаку ценетиот млад колега Ландов, кој добро тера стварно, во врска со тоа што е провладин, што е опозицијски медиум.
одржавте фина лекција и ме интересира вака од таа перспектива која беше внатре. Што нив им значи тоа провлади? Која вика ние афирмираме политики на владата. Како они тоа го замислуваат? Бидејќи тоа е интересна една Ја дискусија. не можам да зборам у нивно име, можам да кажам ја како го замислувам. Ја замислувам дека медиумот треба да има некоја идеолошка подлога. Така е. Нема независен. Без таа, нема збориме, првин тоа го има персоналот, нели, вработените новинарите, уредникот има некоја идеолошка основа и нормално е таа идеолошка основа да се чита практично или се гледа или се слуша при изборењето. Значи да можеш да ја детектираш. Затоа што секој човек има некаква идеолошка определба. Но тоа што го збореше Јани Бојаджи, тоа е апсолутна сервилност, поставување на медиумот како партиско гласило на ВМРО-ДПМН. И на нив тоа им одговара, ќе ти кажам у старт. Нели? Ги знаеме сите ние шеми со... Како они функционира, како у ВМРО го замишљаат тоа кога некој провлади вели? Што значи ја тоа? контролираат апсолутно уредувачката политика, па ние тоа сме го слушали во бомбите. Сега знаеме кој беше Нема добро, сега види, сега има ново едно раководство. Исто, Има ли не е ништо променето. Менталната матрица воопшто не е променета, толку можам да кажам. Значи ова објавуваш, што објавуваш? Да. Менталната матрица не е променета, па практично јас сум го кажувал тоа многу пати, Мечка го кажувал тоа многу пати, дека нашиот конфликт со ВМРО-ДПМН основата беше тоа. Значи ние не можеме да премолчиме некои работи. Ние не сме спремни да завиткаме вистината во некоја си обланда која што можеби на Христијан Мицковски ќе му одговара. Од таа причина ние се скаравме со ВМРО-ДПМН, од таа причина јас си заминав да не работам тамо, затоа што јас секогаш и кога работев тамо, колегите кои што ме знаат од тамо од тоа време, знаат дека јас никош не сум премолчувал. Оно што сум го мислел, сум го кажувал јавно. Имаше една ситуација 2019 година, сум кажувал внатре у штаб дека јас ќе гласам за левица. И како поминуваш така кога ќе направиш? Има немало реперкусии, мислам сега да бидам искрен, немало нешто, не знам, да ми се закана дека ќе ми избргаат од работа, ама не било пријатно. Да. Не било пријатно ни за нив. Например, сум дебатирал со Владко Ѓорчев милион пати. Не види, фино е да се дебатира. Ја не викам дека е тоа спорно да се дебатира. Проблемот е што сум бил еден од ретките што сум го правил. Тоа било проблемот. Тоа е проблем. Кажи Сашо повели. Се уклучува нашиот дописник. Да му олеснам на Мичо, ја и Боријан сме по своите идеолошки вредности, нели либерално настроени, па заради тоа секогаш не сметале повеќе про СДСМ. Ја мислам дека нема премиер и раководство на СДСМ со кој, еве, не знам за Боријан, он ќе си каже со кој ја не сум се скарал во последните 30 години со некој на ивица и до тепачка. Ја можам да бидам сведок дека ти си бил еден од најнеомилените личности во штабот на ВМРО. Да, сакам да ти кажам, лично на премиерот и неговиот личен пиар. Еден од најнеомилените. Имаше едно тешко интервју кое што го имаше кај тебе. Од истите причини како и вашите, значи таа глупава дискусија за независни медиуми, нема независни медиуми, има медиуми кои што се независни од аргументи и ви се зависни од аргументи. Ја би сакал во овој момент да прекинам програмата и да станам да го поздравам нашиот ексклузивен гостин Мечка. Добро вечер. Добро вечер. Мечка се јави од терен. Разговаравме Мечка за ова што значи да си провлади и што значи да си опозицијски, тоа ова што значи афирмација на владините политики и дека медиумите у суштина сите имаат некаква матрица идеолошка на тоа, не значи дека треба да се подлизурковси на штета на естафот. Не, ќе те молам Боријан да вака да не ја намалуваш улогата на господинот Јани Бојаджи на Алфа телевизија. Тоа од Мичо го прашав како од таму не, станува збор практично за еден македонски Руперт Мурдок, на кој што ние би требало исто така да го афирмираме. Кој што не е собственик на ниту една телевизија. Не вака да му збориме сега, мислам тоа е една прекрасен еден потек на нашиот македонец од Унгарија. Како се каже тој? Не можам да се сетам сега. Па добро, има специфично македонско име. Не, ја текст пишував уште во 2015 објавив текст за тоа за сите со онаа фирма што продава бижутерија,
онлайн, После што беше регистрирана, маđarско улје. не заедно е, тоа е цел круг. Тоа е со на Јанша шемата, таа за бижутерија е формирана ја има во некој стан, само она поштанско сандуч има и продава бижутерија и тоа нешто као по пола евро, 50 центи, 3 евра, 2 евра Ама тоа е, види. накид и они Тоа се значи дека има- и заборев имињата, имаше маđари, беа и словенци. Не, ама тоа е, види, тоа е една ситуација во која што ти имаш едни успешни бизнисмени кои што имале визија од продавање бижутерија да стигнат до медиумски магнати. И јас- Роберт Мрдок, они, така е. Јас затоа би сакал да ги... Па веројатно и Мрдок почнал со бижутерија, Јас нешто исто така. така би сакал да ги Капинки малинки, нешто би продал, сакал да орели. ги охрабрам, нели, од овој аспект и нашите гледачи кои што работат на пазарчето во Шуторизари. Да. Исто. Има, Да тоа не е. се откажуваат, да продаваат што повеќе бижутерија. Land of freedom, land of opportunity. Така е. Све може. Фейк ковача, фейк роба да продаваат и еден ден можеби ќе стигнат Да, ладно, ладно. до афирмација на владата и на провладините политики, мислам. Прекрасно. Има, знам бижутерија беше Не, нешто. се е некоја вертикал груп, ја не знам со што се Но занимава. шара, стоп. Не, вертикал груп тоа е исто, брат. Значи они работат како Илон Маск, нешто вертикално. Вертикален маркетинг. Да, они така работат. Туку Сашо ни е нешто, пошто ова асоција Мија, Емај, КГБ имаме Сашо? Не, се Има гледа. КГБ све. Има и КГБ. Се гледа по оваа абстрактната уметност. Се не знам дали е абстракција ова позади тебе или е импресионизам. Еклектика. Тотална абстракција. Како? Тотална Еклектика е. абстракција. Да, гледам и дека авторот е кинез, бидејќи е потпишан на кинески, нели? Еклектика ме Значи, ова тука станува веќе збор за една сериозно едно влијание. Да, сериозно. Сериозно едно кинеско влијание кај господинот Сашо Ордановски. Од таму практично на него му излегуваат и неговите, како се вика, анти-Трамп ставови. Ставови, да. Да, И апсолутно. тоа баш, пази, Табу, тоа, табу. види, тајмингот на господинот Ордановски. Кога го нападнал господинот Трамп? Во истиот момент, тогаш баш кога беше околу отварањето трговска војна со Кина, ке нема кима, тогаш Ордановски Тогаш го напада. удри, тогаш Ама удри. еве сега самиот се издаде. Се отвараат работите Абе, све. седи како Ако ракета, ако паштета ги смеам да отвараме. додадам, Да. ако смеам да прецизирам, ја господинот Трамп го нападнав најмалку 2 минути пред другите да почнат да стануваат Па свесни. добра, за значи каква кинезите будала се. те спремале. Кинеската. Те спремале. Те Ја спремале живеам на кинези. таа маргина. Да Абе, бидат бар види. 2 минути пред другите. Овде на Инфомакс откриваме све, па дури и работи у кои И сами ние себе сме си беше. издаваме. Ние си издаваме се. Зашо се? Не може ние другите ги откриваме, а нас на овако. Не е така тоа. Сашо, душо те има, душо не одиш таму со тие, нели, ова Социјашите. душо тие, ова, да. Кажи, молим те, сега со Црна Гора, пошто и ти беше од тие циниците, проширување, Европска Унија, ова, ќе влезе Црна Гора у Европска Унија, вака шо мислиш ти ај сега да ми кажеш и кога, пошто си таму и осеќаш малце и од тој драйв кој црногорците го живеат и на кој ја им завидувам, дека кај да е влагаат у Европска Унија. Сега, пренесеш тоа, дали тој, да, Овдека е една прва многу силна црногорска екипа од едно 20 на луѓе кои што се сите врвни експерти и не само од академија, туку и од дури од медиуми и од политика и така натаму, и сите се про-индепендент, така што овдека атмосферата е 100% за Европска Унија, инаку Црна Гора е речиси како со нож пресечена на 50% се Европа, Европска Унија сега и 50% се Европска Унија никогаш. Тоа е уште и подобро, бидејќи кај нас мислам дека ЕУ сега и ЕУ никогаш води со 90%, ама може ќе се менуваме. Овдека морам да ви кажам дека бидејќи присуствуваат и луѓе од Европска Унија и од некои од расправите се на ивица на дискреција, за Црна Гора најоптимистичното сценарио за влегување во Европска Унија сепак е 2030 година. Борјан, ти знаеш да не заборавиме, не е само битно која ќе ги затвори сите поглавја, па дури кога Европската комисија ќе донесе одлука и така натаму, процесот на ратификација трае негде кај меѓу година и пол и две. Така е, така е. Сега тоа може да се промени затоа што пакетот е нели сега Украина и така натаму, меѓутоа најоптимистичката и веројатно најреалната варијанта
Трамп е 2030, доколку во меѓувреме овие што се за ЕУ никогаш, ако што се сепак сите на директна врска со Белград, тука и со Москва, сепак не направат, знаете, има различни обиди. Ние сведочевме сега некои обиди, мислам дека нашата јавност е доволно запознаена со оваа една под наводници, да кажем, турска хистерија што се направи пред некоја неделя и така, која инаку една класична операција на српската трајна служба на БИА, тоа го правеа на Косово, тоа го правеа и така натаму. Така што таа сила не смее да се потцени, но морам да ви кажам дека сега да не спомнувам имења, бидејќи за македонската јавност тие имења ништо не значат од политичкиот свет на Црна Гора, овдека дури некои забележуваат дека некои од многу антиевропските политичари почнуваат да говорат во една форма на проевропа и веројатно како едно сценарио кое што пак е сега обратно толкувано, дека можеби на некои антиевропски сили им одговара да влезе во Европа Црна Гора, во која што ќе има доволно антиевропски влијанија. И доволно сојузништа со, бидејќи овдека Орбан се разбира кај нив омилен, Вучич е не само омилен, туку им е и директната врска, српскиот свет генерално и така натаму. Така што Црна Гора, меѓутоа, морам да ви кажам дека и утре трае овие разговори цел ден, денеска цел ден. Македонија речиси воопшто да не се спомнува и кога ќе се спомне, тоа е во еден контекст на пропуштени шанси, на жалење и така натаму, но што е, мислам, многу важно и ги гледам изјавите на Мицкоски последните 2-3 дена, бидејќи како малку нервозно да реагира. Нешто му се предлака од Европска Унија, тоа ние уште не знаеме во однос со Бугарија. Не знаеме малку повеќе детали, ама тоа кој ќе се вратам во студио да не биде се вака преку телефон и така натаму. Овој реагира нервозно. Борјан, ако смеам да забележам и Мичо и Мечка, мислам дека сите овие како Мицко, Вучич особено, се шокирани од она што се случи со кажи го во Босна со Додик. Значи на сега тоа сепак го заврши американците, нели, како бидејќи јас одамна се шегувам дека најважната членка на Европско, не е тоа Трамп, тоа е еден слој на двршно-политички безбедности на американската администрација. Да, во време на Трамп на црни листи. Не му се сите дела сигнати од црната листа, значи ќе мора да испорача уште многу работи. Не е само тој, тоа е негде околу 40-50 души се на таа црна листа, која се преговара за да бидат сите сигнати, меѓу другото целото семејство на Додик и така натаму. Но шокот е воопшто е општ. Видите, Додик го сомлеа за неколку недели. Што мислите, кој ќе дојде момент да се решава Мицковски, колку дена ќе треба да го сомлеа? И овие негови изјави дека сум ја тука, можда после мене, ја доека сум тука нема ништо, ние гордоста, мордоста, го снема Додик кој беше главниот играч на Балканот, речиси 2 децени, практично од Дејтонскиот договор наваму, го снема за 3 недели. Да ме подсетам само уште еден податок да ви кажам дека пред некоја година Додик беше 14 пати таа година, 2000, сега не ме фаќате за збор, ја изуми годината, 14 пати во посета кај Путин. Тој инаку секоја година оди 3, 4, 5 пати, оваа година кој се колку пати беше. Но сакам да ви кажам, со таков човек на крај се наоѓа решение. А па не за Вучич и Србија е главната тема, бидејќи сите се согласуваат, тоа и ние сме го разговарале многу пати, дека таа тежина што ја носи Србија потоната на дното на морето со овој вид на една автократска режимска власт на Вучич, практично укочи целиот регион, но да завршам со тоа, на крајот ние самите македонската влада бира да бидеме на таа линија, на таа оска која стартува во Скопје, оди низ Белград и завршува со Будимпешта, со надеж дека пред ќе се распадне Европската унија, отколку моментот кога ние ќе влеземе во неа. Тоа отприлike на кратко вака ми се чини нивната дефиниција на проблемот. Во насока на ова што го зборуваше до сега Ордановски, ја би сакал да ја прашам дали го читавте статусот, текстот, тоест, на Никола Груевски за тапаните на војната. Да, јас го прочитав. Јас не го прочитав, бидејќи нема време. Ме интересира на мечка интерпретацијата. Тапаните на војната се текст кој што го објави Груевски во моменти кога веќе е се поизвестно дека Орбан завршува со приказката. Вучич
е завршен со приказката, Да, ова е веќе прашање на, инерција. да, ова е више како се пакуе. Да, ова е веќе инерција. Да. Црна Гора веќе си го фаќа патот, тука нема да имаат простор за никаков центар на моќ кој што ќе диригира било кој било што. Косово е завршена работа, Курти е небитен. Србија и Косово заедно ќе влезат во Европска унија. Заедно, нема ги завршуваат овие режими ги завршуваат своите приказки. Останува само Христијан Мицкоски кој што ќе мора некако да обезбеди уште еден мандат, заради тоа што ова ќе му биде многу брзо, многу кратко. И сега моето мислење на тоа што го прави сега Груевски со тапаните на војната. Груевски многу добро. А што е текстот? Кажи ми на кратко, бидејќи на стварно нема кратко текстот е дека европскиот континент да. повторно се враќа кон нови воени разрешници на проблемите кои што се наводно наталожени некад. Морам да признам, ја не го разбрав, ама Мечка ме интересира, мислам дека Мечка со оглед на неговото позадение, стварно мислам дека мој Мечка го знае. Многу добро Груевски многу добро ги познава општествените влијанија, социологијата ја Така, познава. не е тоа случајно тоа. Знае да тоа. чита рейтинзи, знае да процени кој што, како, кога, каде и зошто. Ова со текстот на Груевски е обид да се создаде, по мене барем, е обид да се создаде психоза у македонското општество, дека видете сега се подготвува еден голем европски конфликт, а со тоа да се влие и врз менталитетот, знаеш, кога се најавува голема криза, тогаш менталитетот на општеството треба да бидеме сега стабилни. Да се мобилизираме, да се обединиме. Не ни требаат сега поделби, не ни требаат сега промени, сега не треба ова. Супер е, па не е лош толку многу, ама да не го менјаме сега оваа влада, затоа што може да настанат поголеми проблеми. Гледате, се кажеш дека Груевски сега го поддржува Мицкоски. Нешто затоа што јас не можам да го разберам поинаку текстот. Затоа што во Унгарија не му е, може да му стане и малку понепријатно. Па тоа е плюс уште една ситуација, затоа што на пример ќе мора, нели, ако Орбан паѓа, ќе мора да се создаде простор тука. Меѓутоа обидот да се создаде психоза, по примерот на онаа психоза која што ја имаше на пример коронавирусот. Како СДСМ тогаш никој не очекуваше мандат, короната дојде, добија уште еден мандат. Така е, заради тоа што луѓето не сакаат промени од такви кризи. Куфрка не сак, да. Така и оваа ситуација се создава психоза, бидејќи текстот не упатува ништо друго. Освен не упатува текстот на тоа дека ако влеземе во Европска унија ќе бидеме безбедни. Така е добро. Или ако подобро и побрзо ги интегрираме нашите воени безбедносни сили во НАТО и ги превземеме нивните ствари ќе бидеме побезбедни. Не. Туку вика сега знаете како се менјаат околностите, ќе почнат конфликти кои што се заборавени претходно. Тоа значи дека ако ние сега менјаме, пази, знаеш, може да смениме па да ни дојде некој кој што е не знаеме каков, да не влеземе и ние у тој конфликт, па да не останеме на суво и така натака. Сакаш да кажеш дека Груевски може да има и серија написи во Очекувам дека ќе има серија написи, очекувам дека ќе има серија написи у кои што ќе се не само Груевски, сега после Груевски очекувам дека ќе почнат други аналитичари. Вучич ностоп го прави тоа бе? Кој се вика овие Руперт Мурдок од Визбегово и он да. И они да почнат. Пошто ќе морам да заминувам. Видите, мислам, ќе правиме муабет ние на овие теми, ќе има уште многу време. Меѓутоа, стравот е најдобриот мотив за мобилизација. Да. И ако Груевски, јас велам текстот не сум го читал од ова што го слушам, ако Груевски се впушта во овој вид на ширење стравови, Груевски никогаш не бил премногу интелигентен за читање на меѓународни, он иначе неписмен историски, неписмен филозофски, неписмен културно и така натаму, он е писмен економски, помина низ 10 години владење, значајно искуство. Историски е писмен, морам да ти кажам да те поправам, писмен историски. Види, ја не говорам дали е писмен историски во смисла датумот кога не знам кој војвода направил што или не. Јас ти говорам за тоа неписмен е во смисла на разбирање на крупните историски текови низ историјата.
затоа можеме и да Ја водиме носи со расправа. него Не говорам за- траумата историска, тоа му е, мислам, терет кој не му Да, ама озбожува не говорам да- ја дали знаам дека не знам кога Тодор Александров направил ова или она. Заклучоците не може да знам ги помалку свати од него. историските текови, веројатно таа се. Обратно Но ги сакам сваќа. да ви укажеме, не треба да се подцени дека он сепак седи во Будимпешта, дека таму е гостин на овој што вие велите дека е прилично со крстот на чело веќе му е опишан. Ќе видиме, јас имам уште малку резерва околу Орбан. Меѓутоа он сепак прима влијание од Орбан, на крај него од милоста на Орбан му зависеше и му зависи се ова што го прави, а да не заборавиме Мицко и Орбан се први пријатели. Така што, мислам, треба и контекстот да го кажеме на тапаните на војната. Апсолутно. Значи, тоа баш има дајриња кои што се у позадина на овие тапани. Така што, дечки, ја ве поздравувам во овој момент, драго ми е што се дружевме макар половина час, се гледаме во Скопје едната недела. Се гледаме Сашо. да. Гледаме Добро, ние ќе продолжиме по на оваа тема. Интересно ти е ова. Стварно мислам дека ја вака не го прочитав. И бев мечка изненаден, стварно мислам што од кај Одеднаш. се јавува, да. Одеднаш со еден така по волуминозен, да би рекол, текст и не го разбрав. Ама то имаш право. Мислам дека одлично си го прочитал. Туку ова на тема Европска унија, она што мене не делава ми направи впечаток до еден степен на нервоза, е изјавата на Мицковски. Јас го разбирам неговиот став, не можете да ни наметнете, не, и така натаму. Океј. Ама оној дел, кај што вика, уште ако може да не бидеме македонци, со кој се обидува да прави тригер на еден цел, како да ти кажам, на еден цел комплот, дека као Европа малтене седат у Европски совет, овие шефовите на држави и влади, и сега мучкаат и размишљаат како да ги нема македонците. Мислам, тоа е стварно е безобразно, тој тип на тезија да се шири, затоа што создава едно чувство кај граѓаните на одбивност, на сите фрустрации кои морале луѓето да ги преживеат со грците, со бугарите. Зошто е лошо да имаме апсолутни власти во било кој временски интервал од постоењето на држава? Зашо нема он кој му е непријател на Мицковски се? Како он ќе мобилизира? Он што ќе прави? Ама нема, тоа не може да го оправда. Не може, ама не го интересира он дали тоа може да го оправда. Он има потреба да каже јас ве бранам. Имаме непријател, ја ве бранам. Кој е непријателот? Непријателот Европска унија што сака да ја избрише Македонија. И се тоа за проста раја, знаеш како, тоа е локум. Шклап. Епа тоа, ама мислам, мене тоа ме иритира многу кај сите демагози, затоа што си играат, манипулираат чувствата на граѓаните. Ние следиме како новинари постојано и знаеме отприлика што се случува. Но на пример, некој земјоделец, некој инженер, градежен, он си е прека својата работа, така? Нема потреба да се замара кон нас, чека, ама не. Било кој земјоделец, премиер. Не знам, медицинска сестра, наставничка, воспитувачка, хигиеничар. Сите. Ирелевантно. Еве прашањето е не сме, значи тоа за мене кривично дело, човече. Кај интелигентна нација знаеш што поставува прво како прашање? Зошто бе да сака да ја снема? Да, те разбирам што сакаш да кажеш. Зошто да? Те разбирам. Паметен човек, прво прашање што поставува, добро, сака ли да ја снема, да не сме маке, зошто? Ама зошто како премиер од таа позиција ти воопшто тој сомнеш да му го да му ја трошиш енергијата на тоа мечка? Зошто да му ја трошиш? Констатираме, стравот е најдобра мотивација за мобилизација. Он предизвикува страв. А зошто? Заради тоа што он е неспособен да направи било што ќе ја надмине границата на стравот, значи ќе го надмине тоа, како да кажам, тој впечаток. Многу малку треба за впечатокот од стравот да биде многу силен. А многу треба за впечатокот од нешто добро да биде еднакво силно.
Добро, сење, види. И како он ќе направи сега на Абе, пример? мечка, сење на страв е форма на тортура, човече. Значи, психолошка. ти, да, апсолутно. Ти А непријателот... терористички напад, дефиницијата за да, терористички напад е тоа, сење, создаваш психози. Общ страф и паника. Така е. Дека секој еден може да биде Зошто ти на тие луѓе, земјоделецот, хигиеничарката, градежникот, зошто не ја правиш таа психоза? Затоа што нема што друго да понуди во моментов. Ја целосно се согласувам со Мечка, значи неговата основна премиса сега е, он го порази СДСМ, го порази ДУИ. Левица не може, мислам, уште не се директен конфликт од такви размери, Да. не му е толку сериозна опасност за да може да ја представи во ВМРО-вската јавност барем, ако не во пошироката македонска јавност, како некаква сериозна опасност. И онда сега оди на надворешен непријател. Јас ве штитам од некого. Стравот е оној кој што ги мобилизира луѓето да застанат во одбрана практично на државата, односно чите на власт. Гневот е оној што ги мобилизира луѓето да застанат на страна на опозицијата. И сега него му се јасни тие два паралелни процеси и него му е неговиот страв личен да не излезе гневот надвор од контрола, па јас морам да ги плашам сега луѓево со тоа дека некој сака македонци да не постојат на етничката карта на европскиот континент. Мама, тоа е Мичо, ние морамо да спречиме. Тоа е многу Мене подло, 35 години. Злокобно. Значи јас сум разговарал со најголемите, да речеме, националисти и десничари во оваа држава. Јас првото прашање 4-5 години од мојава работа како новинар било зошто некој ја мрази Македонија или зашто некој би сакал да ја наштеди на Македонија. Затоа што сите овие процеси кои што ги гледаме биле представувани во македонската јавност и пред мене биле представувани како да некој има некаков таен план за да ја уништи македонската држава. Се до моментот додека јас самиот не сватив дека оној кој што уништува државата се нашите македонски политичари. Апсолутно. Кои што 35 години не нудат никаква иднина на државата и кои што безочно ја крадат, значи се служат со корупција, со мито и ги девастираат сите институции на државата. Значи ние поголем непријател од македонските политичари немаме. Тоа ми е Како поентата и затоа знаеш како 35 години тоа без разлика дали било СДС дали ВМРО. Значи просто таа психоза во која го заматува разумот, кој при тоа не го оневозможува да ги лоцира вистинските проблеми, а тоа е кој го краде и кој не му пружа сервис квалитетен, тоа е цело време и тоа некако сакам да го еве и ние со нашата работа јас чувствувам одговорност, мислам како новинар, како човек кој има еве во јавниот простор, мислам дека тоа е наша должност. Да, така е. Апсолутно. Никој не го праша на пресуд кој сака да ги нема македонците. Например, знаеш, мене ми е тоа жал. Да. Мене ми е тоа жал затоа што таа изјава отиде на сите медиуми, а контраставот на таа изјава го нема никаде. Дури ни опозицијата не понуди контрастав. Замислете. Иако тоа е многу сериозно, се ти сакаш практично да кажеш дека оние кои што сме во воен сојуз, кои што треба да бидат спремни да ја бранат ова парче земја како што би ја бранеле својата преку механизмите на НАТО, дека сакаат македонецот да исчезне. А при тоа, еве, ние ќе ја донесеме Европа дома. Па гледам, стварно земале да ја носат дома. Ова со ИПАРДот, например, парите од Европска Унија си ги носат дома. Значи, дома у джеп. Домакински. И честно. Да. Еве со Александра сега разговараме на тоа работи. Човече, па тоа се огромни средства во Европската Унија кои можат да им помогнат на многу наши семејства кои се заборавени, на кои власта 35 години не им обрнала внимание, имале некоја идеја, сакаат нешто убаво да направат. И тоа се тие средства и тие средства кои некој од надвор им ги дава, ти им ги кратиш. Тоа е невидено безобразие. Мислам, стварно треба да расчистиме околу тоа со Европска Унија. Не сакала Европска Унија. И сега види. Сега имаш ситуација во која што имаш 30.000 помалку работоспособни луѓе од држава за една година си отишли. Така е, па и до прва ќе имаш зголемување од 15.000, колку беа? 15.000 нови пензионери? 115.000 треба да има у наредниве 3 години. Значи имаш зголемување на пензионери и намалување на работоспособно население. Да. Што е основен економски параметар. Имаш намалување на производство во земјоделие. Имаш намалување на индустријско производство.
имаш намалување на економска активност во стоки и услуги. Ти имаш намалување на сите економски параметри. Ти имаш иселување. Демографски имаш се попотенциран проблем. Ти имаш намален квалитет на образование. Ние не отвараме нови училишта, ние затвараме училишта. Да. Ти немаш странски инвестиции. Лани ова време имало 600 милиони директни странски инвестиции, не реинвестиција. 600 милиони, оваа година имаме 200 милиони вкупно странски инвестиции. Од кои што претпоставувам дека 5-60 милиони се дотации од нашите устранство, дома што пуштаат, Да. и 150 милиона се реинвестирани средства, значи веќе постоечките странски инвестиции одржава, за да добијат дополнителен рок за скратени даноци и бенефиции, ги реинвестираат повторно у македонска економија. Тоа се браунфилд, не се гринфилд инвестиции. И ти имаш 150 милиона странски инвестиции, 150 милиона пари кои што влегле од надвор дома. Ти си неодржлив. Тебе валутата ти е неодржлива. Ти немаш направено 2 метра нов асфалт. 2 метра немаш направено. Ама види, отворивме, бе, тоа направено беше. И Крива Паланка, и она, како се вика, градско Плетвар, и оние 17 км автопат кој што наводно он ги отвараше, на кај Охрид, тие беа направени. Ние со моторите ги возевме, уште пред да дојде Христијан на власт, ги возевме со моторите зашто можеше да се протнеш и да возиш по тоа, само не беа обележани. Они само ги обележаа. Сам да кажам, ти имаш 2 година и колку има мај, јуни, јули, август, септември, октомври, ноември, година и 7 месеци у кои што ти имаш деградирање на секој општествен систем. Значи секој систем деградира, економијата ти пропаѓа и ти очекуваш он што да прави друго. Он нема што да прави друго. Добро. Види, Европа не сака, затоа не кочат, хибридни напади имало, македонците да ги снемало сакале, он ке не бранел од нив. Не знам какви глупости други збореше. Па не знам, стварно. И при тоа, морам да кажам и за опозицијата СДСМ. Сега тоа као не е популарно, па они на таа тема немале многу да зборат. Па дечки, ако сте за ЕУ, излезете и ова што ние го правиме дебанк на и разоткривање на овие демагоги, они тоа треба да го прават на Имаше, да не заборавам, имаше трагедија во Кошани. Да. Имаше пола држава за година и 8 месеци и му изгореа пола држава му изгоре во пожари, де факто му изгоре. Односно, де јуре му изгоре државата, не демек, види, ние фигуративно збориме, изгоре. Боко, околу... Не постои сегмент у кој што он може да излезе, ние овдека сме подобри. Околу Нема. Што ќе прави он? Јас ве бранам од тие што сакаат да уништи државата. Кој е тој што сака да уништи државата? Со едната ја браниме, со другата Ама ја кој е градиме. тој што сака да уништи Да, државата? треба да кажете, ма сега не може Зошто тоа да- со имагинарни зошто? појми. Не. Змејот, кој? Змејот Не, ќе не, дојде. требаше да го Ама прашам. види. Кој? Требаше да го праша да остави тоа- незгодна тоа Мичо ти позиција е- да треба да каже тоа дека Мичо ти е Емануел апсолутно, Макрон да. сака да нема македонци. Тоа Или апсолутно- Фредрик Мерц да каже дека сака да нема македонци. Не. Или не знам британскиот премиер дека сака да нема Еве да сега посад- доаѓа германскиот министер дека го прашаат министре дали вие Па во еве ќе Европска отидеме унија на правите преси ќе завера, прашаме, да, па ќе го стварно, прашаме. Знаеш што треба сам го да те прашаме. прашам? Што сам да ти кажам? Поднос на тоа што го кажа опозицијата. Ја не сум свесен, не сум сигурен дека било кој од македонските политичари ги разбира процесите на глобално ниво кои што ни се случуваат. Ги читам луѓе туку коментари и тоа многу интересно звучи, нели? Имаше на Facebook пишано, ајбе па вие више аман со таа Европска унија, не знам, таму биле педерлана, се извинувам на францускиот и така натаму, а во исто време пишува кај него на Facebook дека живее у Хрватска. Сега него читам со име и презиме, ама нема врска. Не, едно друго прашање. Не, чекај мечка, Биле вакви да- само да завршам. Ајде, брат. завршам. Чекај да завршам. Па ти не Никој можеш не да ги не, како не. Не можеш. Никој не ги разбира геополитичките светски процеси кои што ни се случуваат. На нас во моментов ни се случува нова студена војна.
на нас во моментов нема да има нов конфликт на европскиот континент, туку ќе има веројатно некаков си тип на замрзнат конфликт во Украина. После тоа ќе се спушти железната завеса. Имаме нова железна завеса. Од едната страна на железната завеса ќе бидат Русија, Иран, Кина и така натаму, државите од БРИКС, од другата ќе бидат европските држави плюс AUKUS плюс Америка, Северна Америка, значи САД и Канада, значи овој Медитеран. Да не ги набројуваме. Ние на која страна ќе завршиме? Ние сакале или не икеле сме на страната на западот на железната завеса. Немаме ние избор. Исто како што немала избор Северна Кореја. Чеме да прашам тој што ти кажува, биле педерлана се изминал на ЛГБТ заедница. У Полска шо се? Нели најтрадиционално вака католичка. Да. Шо се у Полска? Не е тоа до Европска унија, него е до менталитетот на граѓаните. Јас гарантирам дека вас ви е страв ако ние влеземе у ЕУ и се либерализираат законите, дека одеднаш многу ќе излезат припадници на ЛГБТ заедницата и вас ви усуштина тоа страв. Вие си ги знаете, братучеди, роднини, комши и ова, тоа ви е вас стравот. Ако брука ќе ви пукне, и сега тоа е. Иначе зашто у Полска, например, нема. И има, ама многу мал процент. Да знаеш, Мечка, многу си во право. Па тоа е. Стравот од многуте што живеат во плакар, што би се рекло, и што таа слобода, таа еманципација нивна вознемирува многу, бидејќи тоа е тема, тоа е тема на сега латентни. Не. Не се плашат латентните или тие што се отворени. Се плашат, нивното обкружување се плаши. Они тоа, разбираш? Да, тоа е многу интересен феномен. И тие се као се, вака. И они се најагресивни. Ама чекај бе малце. Па немој така. Не бидете нели храбри. Никој тебе нема да те натера. Да, нели Полска, Унгарија земете ја за пример. Па и Хрватска земете ја за пример. И речи, ако е муж, немам што да се плаши од тоа, што е проблемот. Немојте така. И најголемиот страв, мислам дека е, во ВМРО ДПМН, кој што се нели највеќе против ЕУ, тогаш ќе произлезе дека таму имаат најголема потреба за таква еманципација, да ти кажам. Интересно е тоа стварно е многу интересно. Да, и тие се, и сега види, они ги потиснуваат, не, овој не е наш, бегај, ама така ја потиснаат полна партија. Разбираш, и сега ако влезат у ЕУ, ќе излезе, види, овие од ВМРО биле... Види, шпанските десничари го имаат тој проблем, ама го разрешија и точно е дека они сега имаат. Например, јас во Мадрид си имам запознато со директорот на центарот мадридски, кој е за заштита на лица од ЛГБТ кои се изложени, малтретирани, така натаму, сите тие работи. И он е од десната, од партито Популаре. И таа партија веќе одамна го има надминато тој проблем и они гласаат апсолутно за сите закони кои се во таа смисла. Ама чекај, знаеш како се за тоа се фаќаат и као зашто е лошо. Ај вака, да се вратам на ИПАРД. Значи, програми кои овозможуваат на граѓаните. И тоа педерски беше стварно. Мислам да им ги скратат зборам фондовите европски. Пари кои на чести луѓе им се кратат, луѓе кои сакаат да направат некакви бизниси, кои сакаат да живеат често, кои сакаат да придонесат за развојот на економијата. Тоа се едни пари. Со Александра повторно преска правевме муавет, прави некоја тема околу производство на оружје и кај нас ако има такви потенцијали воопшто. 800 милиарди евра има сега нов фонд на Европската Унија, кој може да го користат земји членки и ние како кандидати, а од кој, например, што знам, гледав во Хрватска имаше
дебата, дечко Rearm кој Europe. некакви дронови прави и сега он ќе користи од фондовите на Европска унија за да тие дронови ги прилагоди за воена употреба. Да не зборувам за фондовите за иновации Ние кои имаме ти даваат наша, пари да те надополнат. за да правиш, за да смислиш, значи за да истражуваш, за да истражуваш. Контекст на LGBT Да. имаме тоа да те надополнат. Да, Беше мало. да. С друга страна. Rearm Europe не е со надополнување. Rearm, не е Rear. Да. Don't, значи немој Rear Europe. Бро. Сакав да кажам. Ние имаме на пример наша македонска фирма која што почна да прави дронови. Да. И таа македонска фирма АТС да. системи почна да прави дронови со помош на владата, Министерството за одбрана и со помош имено на ИПАРТ и овие како се викаше Александра Гораоти текст. Кој друг фонд беше? Од владата требаше, да. Доаѓа ВМРО ДПМН, значи збориме за воени дронови, повеќе наменски дронови. Добро, Значи да. дали ќе биде, може бидат офанзивни, дефанзивни, Окей, како да е. извидувачки, Да, таа, да, меѓутоа ќе да. беа наши. Македонски. И Made in И Macedония. треба да се вика кораб. Кораб. Кораб, да по име на врвот наш, на кој сме горди, и Требаше да се така викаат натаму. Ама сега ти кораб. знаеш на патриотски ова. Слушај, Па што да, да ги па кажеш. да. да. Мене ми е интеграцијата у ЕУ пар екселанс патриотски чине, Мичо. Пар екселанс, да На знаеш. најпатриотски чине, Да. тачно. И сега што се случи? Требаше од тие АТС системи, што требаше ги прават тие дронови, бидејќи тие беше намената да бидат повеќе наменски, не се стриктно вака или стриктно така, туку, например, од обкружувањето наше, ние ќе бевме единствени што имаат свој производ дрон. Има, например, не знам, вака погони кои што произведуваат у соседство, ама кои што не се нивен производ. Еве за хрватите разбрав дека произведува. Сега ние ќе бевме у регионов, ние ќе правиме дронови. Сега И например Косово, ќе продавевме, не, ама Косово прави по лиценци, не нивен дрон. Мечка, можевме да Ние ќе користиме пари од 800 милиарди е буџетот кој е наменет И за сега ова. ќе, ама За ние ќе ова. користевме тоа, ние имаме заменик генерален секретар на НАТО. Да. Ке решеше Шекеринска види на овие господава што се од Полска, Америка, Така е. не, слушај, ајде оди купете од АТС. Да. Дронови, па тие се добри, ги интегриравме ние у нашиот НАТО систем. И ќе имавме, нели? Знаеш што направи ВМРО ДПМН кога е на власт? Шо? Ја прекината е цела комуникација со АТС системи, не, значи А прекината. зашто се знае? Па не бе, пробуваме да Истражува знаеме, Александар. 3-4 дена се да. Да. Па ете, и тоа е. И сега некако обратно. Дека не ги крстиле дроновите заветно, имаше еден коментар. Треле завет Малку да од ги- зумире го брат мојот кадар, ако Треле завет може и ја да ставам да се да ги крстат дроновите. Види, ја те разбирам што кажеш, тоа се 800 милиони евра. кои што ги- 800 милиарди е Се 800 извинувам, милиарди. кои што Европската унија ги прави достапни за проектот, они го нарекуваат Rearm Europe, така тоа е, е така е. И малку ревооружување вас. Заедничка европска Да, да. одбранбена политика за Они сака да прати онаков дроновски као зид и така Да, натаму. да, Значи тоа е. И сега ја ги читам тука луѓе во коментари кои што не ги очигледно е дечки дека не ги разбирате процесите. Дали и се исплатило на Европската унија тоа што ја вооружувала Украина? А на кого Апсолутно. му се обракаш дека не ги разбираш? Па дел од луѓе кои што тука коментираат. Ама добро брат, значи не им таа. Не, па добро, ама се мораме со некој Кажи да... ти како го разбираш процесот, тони? Да, мораме со некој да дебатираме. Значи, Русија заглави на колку? На 250 километри од нивната претходна граница. Не може да мрднат више колку години? Колку години трае војнава? 2024-та? Почна? Не. Не, 22-ра. трета година е. 23-та, Значи, више- 22-та, нова година, Да, 23-та. да. Значи, 3 години не може да мрднат. Се исплати апсолутно. Се исплати апсолутно. Русија е понижена. Па ние да имавме, Русија е- на пример, ние извини што те прекинам Мичо, ние да го имавме да работеше оној заводон у Прилеп за зољи, панцири, не знам што, шлемови, Да. па ние ќе направевме милиарди. Да работеа наши ова Самоков ајде АТС го зема работат Самоков. Да отвориме уште 2 такви погона да прават муниција. Што е проблемот да направат такви погони? Купи машините, стаги таму, нека прават обична муниција, не артилериска. Тоа го чув, има во Загреб, во Хрватска имало некоја, исто беа на гостина отворена на ХТВ,
на времето се прави шлемови правеле. Они сега тие шлемови ги развиваат со сите компоненти, со АИ, МАИ, инфрацрвени А стават. тоа не Да. купи ги компонентите као стави ги само на шлемот. Да, и тој исто раскажуваше, тој што беше директорот на таа компанија, раскажуваше, продава, сега имале, склучиле со FBI, на FBI им испорачуваат, Што е проблемот? добиле тендер на Боко, FBI. Значи еве да ти кажам. Рачунај колку шлемови тоа Имаме по ние Америка. рудник за бакар, бронзи и тие работи. Како си ќе предрадуваш? Како си ќе Бучим. Бучим е у непосредна близина на Криволак. Дали е? Да, Дали таму нема простор да се најде една ливада од 5000, 10-25.000 квадрати и да се донесе таму да се направи еден хангар од Бучим железото, собери таму на лице место, собери чаурите од стопи ги, направи муниција, тестира ја на Криволак, продади. Значи у средина вака да оставиш. Што беше тоа проблем? тоа се темите реши. Што беше тоа проблем? Ке разговараме ние контейнерите дали се празни. Па добро бе, да не почнам да пцујам. Да, и да. Па доашљаци. И вести да отвараме со овој кој се испразни. Се извинувам ја колешка да може нека не ми се љути. Ама да ме прати мене национална телевизија, види оди линковско вклучување ќе имаш директно во Ќе се вестите во празни 19 контейнерот. часот. Што е линковско вклучување? Кај Breaking видам? news. Пред контейнерот, што да кажам? Да, бе. Денес рече колешка, од денес овој контейнер до вчера беше полн. Од денес е празен. Вести во 19 часот. Да. Па видиш, уместо тој тип на дебати да се отворат, што правиме, што можеме, кои се можностите, не бе, брате, тоа не иде. Туку да ви кажам денеска... Јас знаеш што би направил тоа таква слика, извини што би кажи, намогу. кажи. Да сум на место на таа колешка. Каде на пред контейнер важи. Линк кој ќе ми каже идеш, све по ова, ама на брзинка у 7-8 секунди, за да не може да ми исклучи толку брзо, разбираш? Да. Мрш! Па така направи една колешка, се сеќавам на времето кога беа под притисок Канал 5 и имаше еден таков разговор, упадна се еден таков разговор кога се случуваа настаните околу диво населје, ако се сеќавате во Куманово. Не ми текнува. Да, Маја Јовановска со генералот Николовски влезе со еден коментар што Канал 5 тешко го преживеа, тоа беше тоа време на Груевски, и Шо? кога се случува А што кажа на па, Везда? кај што објаснуваше дека тоа не се случува туку така и дека тоа има и известни врски со тука како е организирана таа целата приказка во Куманово и како излезе од контрола на сушто се сега не ме држете за збор, ама знам дека доста беше проблематично за овие што афирмираат владини политици. За Руперт Мурдоците. Да, тоа. На македонската Але апропо медиуми. Денеска по мене сериозен breaking news е, а и вчера, тоа вчера од кај вас го чув, а ова денеска од статус на колега Васко Магрешов, кој иначе многу добро ги прати состојбите во судството. Значи, ова е историски настан во правосудниот систем, соопштението на судски совет и ми се чини дека е Врховен суд подпишан, значи највисоките судски инстанции кои му се обраќаат на премиерот со вака робусен речник. робусен речник, да, укажувајќи му на тоа дека судската и извршната власт се засебни, согласно Конституцијата на Македонија и дека он треба да си гледа работа, а не да се меша во судството. За мене ова е голем настан, не знам што се случува во позадина, но мислам дека навистина тоа е една демонстрација на интегритет. Може да ти кажеш што се случува позадина? Повели ми, ако Сум разговарал со неколку високо профилирани вака што се, да речам,
ајде сега да не кажам кој ќе им текне, Да. ама високо профилирани учесници во правосудниот систем у држава. И во делот што е од извршниот дел на правосудството и во судечкиот дел на правосудството. Зашто им се случува на нив? Тортура по телефон, значи им се случува тортура, им се водат по телефони. Ова ќе го направите, иначе вака ќе ви правиме. Ќе видите вие, ќе дојде денот, ќе ви влеземе со нога. Пазете да не одговарате вие за ова што сте го правеле. Знаеме ние таму со кој вие се дружите. Знаеме кај бевте на ручек. Знаеме со кој сте на ручек. Знаеме вака. Тоа им се случува. Им се уат и им прават психолошка тортура. Предпоставувам. Ги добро. следат, Да. им кратат плати, им бараат членови на фамилија кој каде е вработен, на нив им вршат притисоци. Ако има некој член на фамилија што има бизниси приватни, тука им прават маце. И тоа што ќе им се случи, ако ова, например, сега, значи, соопштението, предпоставуваме дека е некако предупредување и некаков издувен вентил, маце да се стиши Добро. и тензијата која што владе и во обвинителствата и во судовите. И за тоа прво за судството ова да го Јас сум сигурен, вчера зборевме со Милош после емисија. Јас сум сигурен дека ако продолжи вака како што тргнал, дека него ќе му се случи бунт и во обвинителство и во суд. Да не го чуди кога ќе му се случи тоа. Ова го знам прва рак. Мичо, Бечка, знаеш ли јас И што се, сум да, повели. треба да е свесен. Власт над неговата власт е само правосудната. Нема над, еднакви се они. Не, нема, не. нема над под. Не. Независни се. Независни Да. треба да бидат. Мора да бидат, така е уставот. Ама треба и да знае дека обвинителот и судијата може, а и не мора да значи дека ќе бидат сменети ако тоа не зависи од неговата волја. А зависи од волјата на обвинителот дали он ќе владее и ќе биде на слобода или не. Така е. И треба да биде свесен за тоа. Јас сум се чудел, мора да ти кажам. Значи, види, судиите имаат високи плати. Законот се Уште знае повисоки како- треба еве, да бидат. види, еве, најлошо што може да му се случи е да го разрешат. Не може. А, не можат. Можат да го разрешат со помош на судии кои се предавници на нивниот естав. Ни тогаш не може. Дури да речеме. Значи, од што Треба да имам- има, не, треба од да што има. имам ја да се плашам? Судии се во едно општество, господа, сериозни бе. Политичар бе, листопадно бе, дрво, тоа нема врска бе, денес го има, утре го Политичар нема. е пепељара. Пепељара. Го ставаш тука, ја користиш пепељарата. Јас сум правил, чистиш- кажете ми, министер за здравство 97-ма, сега да ме прашам кој бил. Татко му на Венко Филипче. Па не знам, може е бил тоа, да. Или 90, не мислам. За култура, кој за бил култура, 97? мислам, Не, Ганка е. Ганка е, ама 97 не е 97-ма. Ганка, 98 е. 98 е А Ганка. да. 97? 97 да не е Унко. 97. Да не е Унко. Не знам. Мислам Заборавив. дека е Унко. Абе, сакам да кажам. Ама- Ама 97 кој Сакам да обвинител кажам. републички? Ама чекај, и Унко еве бил. Унко ќе го паметат по представите, не тоа што бил министер. Пака се. Голема работа министер. Боко, кај нас, ја тоа преска го размислов и сега да го пишам како една кратка мини колумна. Суштина, што се има направено во изминатите 35 години, што има направено политиката по однос на правосудството. Они намерно ја уриваат довербата у правосудните органи, Така е. да кога ќе се смени власт и кога ќе завршат зад решетки тие политичари за кои што цело време удираат со дрва и камења по правосудството, да тоа биде неверно за пошироката македонска И да, јавност. политичка пресметка. Значи, политичка да. пресметка монтиран или процес. монтиран процес од страна Да. на правосудството, па правосудството е под контрола на оваа власт, на онаа власт и така натаму. И они намерно систематски ја урушуваат позицијата на правосудните органи. Ги рушат обвинителите, ги рушат судиите, за да нема никаква почит во јавноста кон нивната работа. Да, За да се дојде ситуација каде што стварно можеби ќе трне некој обвинител и судија да апси и да затвори премиер, можеби и актуелен во затвор и да излезат 300.000 луѓе на улица и да речат ние гласавме за него, не сме он да биде у затвор, вие имате правосудството има доверба од 2%. Тоа е систематски правено во оваа држава. Јас се повеќе мислам дека тоа е резултат на политичка стратегија низ децени да никој не верува во правосудните органи.
Само да веруваме у Така е. политиката. Па така е. На кого да му веруваме? На Христијан Мицковски. Да. Зошто да му веруваме на Христијан Ама не Мицковски? само он, сите премиери Па тоа го најбоље. правеле. Мичо, затоа му се многу важни еснафите. Еве сега, например, да има еснафи на некакви стопанственици мали или на земјоделци, да излезат гласно за ова ИПАРДов, да видиме процедури и све за тоа што ни кратите нас. Да има, еве јас, да ти кажам, јас сум многу благодарен и се залагам стално за тоа, за солидарност во фелата. Мене да не ми беа колегите новинари кои реагираа кога бев изложен на многу грди напади, мене просто во најмала рака психолошки многу ми помогнаа. Ево ова за Александра гледам, фала Богу, браво за нама, што изреагирале, што ја нападнал тој простак Александра, девојче да го нападнеш. Само, нема друг начин, не може она сама, не може редакцијата Инфомакс, само фелата може тоа да го направи. Вчера Боко објавуваме текст за кривична пријава против директорот на Агенцијата за национална безбедност. Да, тоа е друга тема. Значи, тоа е текст кој што потврден. Ојо Гок потврдува дека работи пред истрага по однос на таа пријава. Пријавата е многу сериозна. Значи, делата за кои што се гони Бојан Христоски се саботажа, помагање, злоупотреба на службена положба властување, оддавање на државна тајна. Тоа се многу сериозни теми. Многу сериозни обвиненија. Ојо Гок потврдува дека е примена и дека работат предистражна постапка за таа кривична пријава. Да прашам нешто, само еден коментар. Дали виде каде е објавена на друго место таа кривична пријава? Не, имено. Дали виде? Не ми е јасно. Сакам да ви кажам, Значи, па и денеска вестите... Види, Ојо Гок нас ни потврдува, не е тоа као ние сега, види нас ни текна и си објавивме. Ја очекував денеска вестите да почнат со соопштението на судски совет и со ова. Ова е пар ексел, значи неверојатно е, човече. Мислам, тоа е голем настан. Ова за ИПАРД. Пример, не са збориме за медиумите. Да. За ИПАРД ние го збориме 6 месеци. Па тука објавувавме скриншоти луѓе кои што викаат ми бараат 20.000 евра за да ми дадат таква субвенција од ИПАРД. Да, Па објавува. Дали ти виде некаде на друг медиум дека тоа е објавено, разработено, проверено, да се јават колегите, па ние, значи, дали еве да тема да отворат. Тоа не можам да го разберам. Јас немам впечаток дека се како овие со бижутеријава под таква контрола, други ама стварно еве денеска почнав барем дел од вестите да не ме забележи некој, барем дел тие што ги видов, немаше ништо од овие работи. Иначе Николас Македонова за Европска комисија што го збориш. Морам да ти кажам, они не се избрани, но нивните одлуки одат на Совет на министри и Совет на земјите членки кои се избрани премиери, министри и така натаму, они тоа го одобруваат. Така кратко за тоа, така што тоа не е и тоа е приказка за мали деца. Туку што е работата со саботажа ме интересира. Што саботирал Бојан? Да. Националната. Тоа е сериозно. Јас саботирал националната безбедност и уставот. Значи, во прилог на оваа кривична пријава има уште една кривична пријава, која што е комплементарна на оваа. Уште една кривична пријава има, која што ќе објавиме понатак. Има уште една кривична пријава во која што децидно се тврди дека Бојан Христоски заедно со уште две други лица биле во домот на еден бизнисмен кој што го има во оваа кривична пријава. И дека за одредена награда прифатил да биде тој, тоа и тоа лице, кое што е на црна листа, да биде трнато од списокот на лица кои што може да ја загрозат безбедноста на државата, што значи дека нема да биде следен. На тие лица им давале, не само на овој туку и на други 3 лица им давале пристап до информации кои што се доверливи од истраги, им давале информации за тоа кои се оперативци, кои им се извори, им откривале кои луѓе стојат. Непријатно, а ние земја член гранат. Кои лица стојат позади псевдонимите кои што нели стојат во извештаите на АНВ. Која покренува пријавата? ГОК? Пријавата е
доставена во ОЈО крична пријава, анонимна е кричната пријава. Неофицијално јас знам дека е од група на луѓе кои што работат во АНБ и во АР. И тоа ви е потврдено од обвинителство. Од обвинителство ни потврди дека примиле крична пријава и дека работат на предистражна Стварно, постапка. немаше Мичо денеска нигде објава за тоа. Нигде, ниту еден медиум не објави за ова и не знам како да искоментирам од проста причина што јавно достапно беше дека основното јавното обвинителство за гонење организиран криминал потврдува дека постои таква крична пријава. И ја потврдува практично и содржината. Што ни не морале да го преземат текстот од Инфомакс, ние не сме го ни очекувале тоа да го направат затоа што често не е битно, да. Пате добро да кажам за гледачиве, мислам честитка за сите колеги за награди и така натаму, но аферата за Јулија важната диплома на директорот на Агенцијата за национална безбедност ја открие и во целост ја развија Мичо Мечка со помош на Александра и другата екипа од Инфомакс, ова чисто, мислам, фере да се каже. месеци 20 дена пред да ја објават другите. Да. И али ова е стварно, ја не го знае стварно дека не го објави. Никој. Значи вие вчера доставивте прашање и они ви одговорија од ОЈО ГОК, ви ја потврдија. Интегрално потврдата има во текстот. И сега тоа би било интересно Ова за е секој бомба, значи еден ова е новинар кој што следи таа рубрика, кој што сериозен следи скуп. Да постави дополнителни прашања, можеби нешто да праша што нас не е ни текнало и да го напишеме и да го ставиме у текстот, значи. Тоа не е, како да кажам, тема која што е ѓубрето у Скопје. Да, контейнерите дали се испразнети или не се Нема, испразнети. тоа кажу у какво општество живееме, у каква држава живееме. Суштина јас забележав дека одма после локалните избори дека полека кај нас се развива она српско сценарио. Мичо, Каде немој што? така. Да ти кажам, немој да ви кажам нешто. Напротив. Значи оваа ваша работа, да знаете, мислам дека охрабрува многу луѓе. Ова, значи прво, ако е од внатре од АНБ, ако не е намештаljка, ако не е пак некоја матна вода, што не верувам, бидејќи ако ОЈО ви потврдило и го прифатило, значи таа пријава не е безврска. Не е бос. Значи, авал вера за тие дечки однатре. Тоа е Мичо храброст. На голем ризик преземале на Тоа себе, не е играчка. Второ, во ОЈО очигледно дека има обвинители кои викаат чекајте, ќе се работиме работата. Да. Не ме интересира што ќе помисли премиерот ако ја ова го направам. Трето, ова со судиите. Да знаете дека е голем помак. И немој да мислите дека ова што го правите, дека не влијае врз многу други професионалци кои просто се охрабруваат и сваќаат дека вистината и дека може би извесен ризик дека вреди за поколенија. Апсолутно вреди. Бидејќи тоа ќе остане запаметено. Ние нема да ја трансформираме Македонија како наша генерација. На нас е како генерација да ставиме една цигла плюс од таму до кај што стигнале нашите предци. Тоа е нашата патриотска должност. Немојте да мислите дека ние Македонија ќе ја направиме скандинавска држава. Сепак се работи за една долга демократска традиција, за континуитет и трупање на богатства, бизнис и развивање со години, што там Икеа колку години е стара, веќе втора, трета генерација таму ја водата. Сакам да кажам, ти благодарам за се што кажа. Цигла по цигла. Секој една цигла да е ти твојата граѓанска должност си ја исполнил. Патриотска должност. И патриотска граѓанска таа е во таа смисла. Јас ја објаснував општата состојба во државата. Ние практично сите медиуми во држава во моментов се провладени. Опозицијата нема сила или не сака да постапи можеби онака како што бара ситуацијата пожустро, поагресивно и согласно она што ние цело време го коментираме капацитетот на опозицијското расположение кое што владее у држава. Кога ги немаш тие фактори на дело, тогаш е сериозен проблем за државата. Мичо, ама ти збориш за
партиската опозиција, за политичката опозиција. Чекај бе брат. Нас ни е многу поважно ние да имаме институционална опозиција. Значи сега ти у моментов имаш опозиција која што ти се раѓа уредовите на институциите. Чекај бе шефе, не претерувај. Абе не претерувај. Тоа е трансформацијата, бичо, затоа што треба да дојдеме у ситуација кога ако политичката, тоа е извини Боко, партиската опозиција не успее да го види тоа и они мислат дека чекај застани сега ние ќе бидеме ќе глумиме опозиција, ќе го оставиме овој на рад, нема да му сметаме за нас да не собираат, да не ни прават проблем. И они ќе си го навлечат истиот проблем на институционалната опозиција, затоа што и тие чекаме. Па и ти си го правил ова, што го правил овој сега што е на власт, и тебе ќе те собереме. Така е. И на крајот ќе се доведеме у ситуација не на крајот, него процесот на крајот ќе наложи дека честните луѓе во институциите ќе ја решат работата. И они треба да ја држат. Бичо, работата ти мислиш дека ИПАРТ, извини, пак што те прекинувам, Борјан. Ти мислиш дека ова за ИПАРТ ќе го отвореа ако немаше институционална опозиција? Ако немаше луѓе, немаше прво. Истрагата е од лани по пријава, од лани, значи новиот директор доаѓа, го пријавува еден човек, не е битно се, го пријавува. Од лани е истрагата. Ја терат овие. Не, ама тие терат, слушај, чек, застани. Погрешна ти е тезата. Не можат. Не можат. Брат, дај остави ме да докажам реченицава до крај, може? Не може државата да биде во Дали опозиција. може да биде државата? Не може. Добро, ајде. Ја отвараат уште тогаш пријавата. По пријава на странски заинтересирани страни. Добро. Ја терат, овие пробуваат да ја запрат приказката и доаѓа еден обвинител или обвинителка и прави вака. Терај. Покрај сите притисоци, покрај сите укажувања немој, нема да биде добро, покрај државата сама на себе не си е сама на себе не може да си биде опозиција. Не е опозиција државата сама на себе опозиција. Државата е опозиција на тие кои што сакаат да ја уништат, на паразити. Као секое тело и државата почнува да се бори со паразитите. Паразитите у ситуацијава се тие кои што се да бидат опозиција. Тоа се кажи, кажи ја твојата теза. Ја не согласувам околу дефиницијата. Значи, тие што луѓе кои што се честни во институциите, тие не се опозиција, тие се дел од власта, тие се дел од системот, тие се дел од државата. Добро. Опозиција, јас зборам политичка, која што ќе даде видливост на овие честни луѓе во институциите, кој што ќе им даде простор, кој што ќе им даде поддршка, затоа што само на тој начин се мултиплицира борбата. Ние може и да сме доволно, ние четворица зборам у студиово, за да ја информираме целата македонска јавност што навистина се случува у позадината. Но многу подобро би било доколку има медиуми кои што ќе ја разберат сериозноста на ситуацијата, сериозноста на овие работи што ќе ги коментираме и други медиуми би ги презентирали истите работи. И опозицијата би ги презентирала. Не за тоа зборам, а инаку дека има структури кои што се дел од системот, дел од државата, кои што се свесни дека ова кое што до сега ни се случува не води никаде, има. И тоа е одлично и тоа е многу добар сигнал. Ама треба тој, како да речем, институционален отпор да се мултиплицира со поддршка од пошироката македонска јавност. Мичо, види, ако има такви луѓе, тоа ја не ги нарекувам ја опозиција, тоа се чувари на принципите. Да. Ако има такви луѓе, кога ќе дојде друга партија на власт, она не може него да го, она мора да се прилагоди на него. Да. Они ги креваат стандардите. Да. И им прават на политичките партии, им кажуваат докаде им е, кои им се границите на нивното делување. Ако ги нема тие луѓе, која и партија да дојде, ќе си игра во тој простор што им го отстапиле некои луѓе, односно оние кои се опортунисти, клиентелисти, кои чекај, дај, молим те, заврши ми оваа работа, ваму со детето, ваму со... Тоа се луѓето кои го продаваат. Нема да очекуваш ти од политичките партии дека они ќе дојдат и сега нешто било која. Интегритетот на институцијата е клучната работа. И мислам дека кај нас почнува да се случува тоа, или барем еве, овие после настани мене ме охрабруваат дека сепак дека тоа ќе
стане доминантно. Мене што ми пречи? Например, ќе направам една паралела со она што го работеше СЈО. Ти знаеш каков беше односот на голем дел од медиуми кон работата на СЈО. Зборам во пренесување на информациите, соопштенијата, пресконференциите, На почетокот? изјавите. На почетокот, да беше речеме, да. добро, да. Значи, да кажеме на почетокот, како одредени политички субјекти во државата ја поздравуваа работата на СЈО, како одредени професори, интелектуалци ја хвалоспеваа работата на СЈО. Значи, јас уште од самиот старт имав сомнеш кон делот тие луѓе кои што работеа во СЈО, за дел од нив сомнежот нели ми се потврди. Поентата ми беше, замисли сега овие луѓе кои што се внатре во институциите, кои што се борат за нормално функционирање на системот и граѓаните да добијат соодветната услуга, да имаат таа медиумска визибилност, да имаат таа поддршка од опозицијски настроеното расположение во државата, како ќе се мултиплицира и каков кураж ќе добијат во нивната борба. Тука си го право. За медиумите се например многу во право. Тоа ми е криво. За медиумите... Затоа што оваа држава многу будали ги кредала на многу високо ниво. А многу честни луѓе и многу луѓе кои што заслужувале да бидат на пиедестал, сме ги заборавили, не само што сме ги заборавили, сме ги шиканирале. Сега тезите по провладините во наводници медиуми се дека судиите па многу бараат, 2% имаат доверба. Шо барате? Демек зашто вие му одговарате на премиерот кој што е се избран, има пол мандат, полна доверба. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Иначе Они ги газат. Го видов денеска Јовевски излезе на говорница за буџетот расправата да обрне внимание дека не знам 0,0 колку одвоиле во буџетот и покрај тоа што треба да 0,8 мислам дека треба. Да. Ама се повлече од тој пристап. Вчера денеска? Да, па денеска се повлече, да. Вчера имаше изјава една дека он не ги менувал така ставовите. Во истата изјава кажа дека по никоја цена нема да им даде толку пари на судиите и на обвинителите зашто не заслужиле. Денеска излезе дека ќе им даде. Ќе виделе согласно тоа што он е казна на парите, па он дава за џепараци и скачање ама ќе одговарале за секој денар, нивна одговорност ќе бил секој денар и очекува од Брисел да му кажат браво. Па ова со Јовевски што се повлекол, тоа не треба така. Тоа не треба така. Напротив, треба да биде гласен и да инсистира. Видите, молам, сега вртам по Фејсбукот. За Мицкоски. Види го Настанов, слушај го Настанов. Кој? Не знам. 25 годишнина од работењето на Фондот за здравствено осигурување Настан. Тоа го има, а го нема ова шо, да. Не, сега гледа, Настан имало прослава, свечена академија, шо е ова? Па ништо се радува. Концерт. Да. Фондот за здравствено осигурување има представа. 25 години одбележуваат од постоењето на... И тоа е вест. Не, тоа е глупост. Не, ја мислам. Зашто прави Фондот за здравствено осигурување одбележува постоење? Нека се одбележуваат интерно они, окей, тоа нека еве институцијата. Не ми е јасно ова. Ама тоа Настан не може да биде. Па дај секој министерство да си прави владата, 35 години од постоење на владата и да си прави. Не, секој министерство што викаш да може така да си прави, секоја амбасада може така да си прави. Како зашто би правила ФЗОМ? Да. Одбележување 25 години од постоење. Така е. Мислам каква ова е... Да не бе овакво каков дебилизам. Терминот за политиканти и овакво да истекува. Бичо, со тебе сакав за шарена револуција, сега која спомна и СЈО. Гледам и за случувањава во Белград, околу генерал штабот, пратиш? Да. И гледам твитови, шарени, куртони, ке се собираат во Белград, кошарениме наши трговски и така натаму. Се гледај, бидејќи бев во тие луѓе што го бранеа ГТЦ. И еве сега, овие во Белград, тој нема никаква врска едно со друго. Ние како, јас не знам како може човек органска врска да најде. Значи не можат. Принципот, значи вака, имаме културно наследство, било означено како културно наследство. ГТЦ наше, тако како што го гледаш, е еден бисер на модерната архитектура во Македонија. Јас сум бил во трговскиот центар во Ротердам, кој е мини варијантата на нашиот ГТЦ. Живко Попов, Бог да го прости,
професорот, врвен интелектуалец и архитект, работел во 60-тите години во тоа архитектонско биро во Ротердам. Врз база на тој концепт кој се развива како во тоа време, во крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите, како модерна архитектура, он го зема како урник и го прави нашиот ГТЦ. Пате да коментирам и да го споделам ГТЦ со овие шопинг молови кокозерви сега што се, Хангар. клаустрофобија да те фати Хангар. внатре. ГТЦ е еден таков господски простор. Може ли да ти Со одговорам? парк, отворен кон парк, отворен кон река. Со во тоа време пристап за хендикепирани. Да може. Мислам, и за ти сака од без разлика на причината да го тоа да го уништат. Еве правете си нови шопинг молови. Може ли да ти кажам? Може ли да ти Да, кажам? ајде, Ти ја разбирам, да. ти ја разбирам целата поента. Да. Први, но вие што коментираат шарење у Белград, немаат очигледно е дека не ги разбираат процесите кои што се одвиваат таму. На пример, овие кои што го штитат сега генералштабот, практично се ултранационалисти, ептен десничари. Има и такви. Ептен. Има и такви, да. И од таа Да. причина Европската унија не им даде целосна поддршка на студентите или цело време им дава Така е. поддршка некоја Така со е. резерва, Така е. затоа што таму има структури кои што не се дотолку западни. Да. А се незадоволни од Александар Вучич. Тоа е едно. Значи таму паралела со она што случуваше во Македонија нема никаква. Што се однесува до ГТЦ. ГТЦ најголемата грешка веројатно ја направи СДСМ после, што не го реновираше во истиот лик како што требаше да биде. Мене ме И им даде аргументи на сите оние кои што беа претходно за негово реновирање и промена на изгледот по секоја цена. СДСМ ги легитимираше практично Така е. сите глупости на ВМРО. Мене Апсолутно си во право. Мене тоа ми е криво, а Апсолутно инаку си во право. за вкусови не се дебатира и мислам дека одредени архитектонски зданија кои што имаат некакво културно-историско значење или означуваат некаков правец во уметноста, навистина не треба да се чепкаат од чиста почит. Така, еве за брутализмот, јас на пример имам Мене тоа не е забелешки кон брутализмот. И ја не сум фан на таа естетика. Но не можеш да го негираш причем. Беше малку и злоупотребена, како се викаше, од двете страни за време на ширената револуција, промените практично кои што беа во архитектонскиот изглед или не знам, шмек на Скопје. Знаеме сите ние на пример како изгледал плоштадот и тој потек, нели, тие стари згради што се во центарот на Скопје на рекор, како изгледали и порано. Да. И порано имале таков некој си сличен тип на фасади. Сега тоа што Груевски сакаше и останатиот дел од згради кои што се градеа како дел од проектот Скопје 2014 да изгледаат на тој начин, тоа е веќе ствар на вкус. Добро, сега тоа може да го дискутираме. Беше целата дебата беше сведена на тоа да се биде или не, а не беше тоа уопште Добро, најбитната тема која што моментот. Јас ти кажувам за моите лични мотиви. Мене на пример да се абстрахирам од мене ме здоболе владата и ГТЦ, владата исто беше еден многу сериозен архитектонски проект. Чи не просто не го силуваш тоа така. Тоа е сепак некакво културно наследство. Како ти кажам, се не може, еве, манастир, некој сега утре не знам што ќе дојде, кои трендови ќе бидат во архитектурата и ти рече, сега мене ова не ми се допаѓа, сега ќе го преправам. ГТЦ требаше да се реновира до сега. Тоа е суштината на проблемот и така СДСМ ќе потврдеше дека тоа може да се реновира. Требаше се стопанисува домакински. Да изгледа модерно и да практично не се промени неговиот автохтон лик, автентичен лик. Така е. Ама тоа е. Тоа Така се е. тие загубени шанси. Во суштина најголемиот проблем за Скопје 2014 беше нивото на кој што се водеше јавниот дискурс, јавната дебата. Јас се сеќавам на телевизија А1 гостин беше професорка Виолета Ачковска. Да. И уште 2010-та некаде се дебатираше. Не знам дали ти ја водеше таа. Со Ачковска не. Ја имам една водев една таа е дали беше антологиска. Геровски беше тогаш во А1? Не беше вон му беше на кој ги тоа водеше? Велија му ловеше риби на Велија. Он беше во невестникот. Па водевме повеќе, водевме ја, водеше Чом.
Анета Додевска водеше емисија на Не можам да се сетам. Јас имав една антологиска дуел од Лјупчо Ѓоргиевски и Паско Кузман. Дебатата, например, беше грешката у самиот старт од дебатата, тоа го искористи опозицијата, терминот антиквизација. Значи, мене, например, тоа не ми се свиѓаше и тоа практично доведе до во дел од јавноста да биде презентирано Тоа е Милче. Не, ама тој термин доведе во дел од јавноста знаеш, као демек се ние се враќаме кон нешто друго. Не, тоа се делови од македонската историја кои што треба да бидат испочитувани. Знаеш, Мичо, зошто? Затоа што не се отвори дебата на начин и ниво на кое тој тип на резови во општеството го заслужува. Она се обидува да ја наметнат од позиција на сила и кога ќе наметнеш нешто така, тогаш добиваш како одговор исто така една хистерична реакција. Значи, не сум јас не би ги бранел ставовите на другава страна. Но сакам да кажам, кога правиш такво нешто, тоа заслужува сепак една подолга расправа. Бидејќи Скопје 2014 беше малце направено кон настрешницата на железничката станица. Ајде сега побрзо 2014 се направи, тоа беше еден притисок кој затоа кажам, такви големи проекти не се прават туку така. Мислам дека кога би имало една посериозна дебата да претходеше на тоа, која ќе ги опфати сите слоеви на општеството. Фелата, политиката, не знам, историчари, архитекти, разни. Мислам дека од тие средства кои се одвоија за Скопје 2014, дека и владата Груевски ќе постигнеше нешто од тоа, но и ќе се подобрија некои други работи. Од временска дистанца, самото фокусирање на еден проект кој што визуелно требаше да служи да го промени ликот на главниот град, без при тоа да бидат решени клучни, круцијални проблеми у државата, општеството и системот, е губење на време. И самата дебата беше во суштина како резултат на тоа што се разговараше за тема која што во тој момент била веројатно абсурдна, е губење на време. Ама сега тоа еве го можам јас да го согледам барем од временска дистанца. Тие тешки милиарди и морам да кажам мобилизација на општеството кој што се случи за Скопје 2014, се случеше например за влез на државата во Европската унија, за некои клучни, круцијални реформи у системот, у општеството, ќе беше многу поефективно. Ама ќе се сложиме дека потребно е да не само за тоа, за било што да разговараме, да дебатираме, да ги соочиме различните ставови. Затоа што може од мојот став и твојот став кои се спротивставени да излезе трет кој е многу продуктивен. Ама никој не го научи боко тоа. Ама тоа е основната демократска лекција. Денеска тоа го покажуваме со нашава заедница. Имено затоа те прашав. Например, можеше види, кај нас има една друга пракса, демеке слушај јавна дебата ќе имаме, добро, ода таму некои анонимуси. Фейкат, демек, ама имаш јавна дебата. И сега не е само суштината тоа што го викаш ти, ќе седнеме и ќе разговараме различни гледишта, ќе разговараме, ќе дебатираме, ќе се испокараме и на крај ќе се произлезе најдоброто решение. Тоа да, ама ако и двете страни сакаат да го најдат најдоброто решение. Ни за Скопје 2014 например, таму немаш сакаме најдобро решение. Таму имаше ќе го правиме. Тоа сакам да ти кажам. Ама кој беше Па другата страна беше апсолутно него. Моето племе сега ама не може така. Ја води работата и моето ќе биде како што ќе каже моето племе. Треба да се спремни. И другата страна треба да е спремна да речеме. Не, и другата страна треба да речеме да е спремна да прифаќа аргументи, а не да биде како магаре на мост. Така е. Имено. Ама ти изложи... Што се, и види, јас бев на пример против да еве за ГТ се го зимате као пример. Да. Мене ми беше апсолутно ама веројатно тоа беше последниот трзе како да се брани условно кажано ГТЦ. Каква беше потребата да се прават фасади, да се затвара ГТЦ? Кој можеше едноставно... Не разбрав. Значи исечи дрвата или уреди го паркот, среди го ГТЦ, модернизирај го, ама остаја архитектурата. Имено.
Имено. Што е сега тоа, ама не може барок ќе биде, ако не ќе го уништиме. Зошто така? Да, па тоа Па не е тоа твое. Да, не, затоа разговорот е клучот. Никој не треба да тврди од старт ова е вака. Низ дебата човек учи. Учи, просто Да, ама учиш. никој бе Боко не го научи тоа. Ама Еве ние сега- сите сме најпаметни, Еве разбираш? Да, јас знам, ја ќе ти кажам. Абе, ти знаеш. Еве ти пример, Телман, или е проопозицијска телевизија, еден ден кај Немој колегата... жити се Немој така да се, им правиш бега, не прави бега, знаеш, немој жити да се. им Сега направиш, не, добри. Добро, бе. добра Еден- телевизија. Добра телевизија. Еден ден гостува министерот Александар Николовски. Другиот ден овој Битихи. Наместо да седнат заедно и да издебатираат. Ајде да видиме. Да, да. Ама што да издебатира Еве ти што за... кај нас што не доаѓаат. Еве Кај тука. нас или кај Што нас. е проблем? Ама не, они не доаѓаат и разговараме. не доаѓаат и на други телевизии, тоа сакам да го кажам. Исто да се случуваше и во време на Знам, на СДСМ. знам, Ќе се не ми молиме кажи. сега да има дебата помеѓу премиер и лидер на опозиција. Не бе треба да има еднаш Мора во да има, месецот. чуче, мора Еднаш да- на 2 месеци. Да видиме што ви се вашите ставови. Паш ќе се Човек- молиме што викаш. Да. Добро, Овој дечки. термин му одговарало, оној не. Што имате денеска тешки муавети, швака, шоки? Денес имаме почастите? денес имаме робустни пофалби за нашиот господин председател на влада Христијан Мицкоски. Аха, архивирани. Да. Да. Денеска ќе го испофалиме. Па ќе го фали, па вчера го фалеш. Па да, па ние рековме, ние ќе го фалиме, он е најдобар. Боле нема. Имаме една снимка, многу му трнат непцата. Ќе ја пуштиме. Јас сум загрижен зошто еве гледај Боко. Гледај колку му трне непцата. Ексклузивно ќе видите после. Опа, незгодно. Многу лепи шекерот. Може заби да ги прави човек од сега. Добро, значи ќе Види, имате ново... или јадал нешто многу благо, или јадал туршија. Многу солена. И сега ова секако и во двата случаи ќе ги замолиме луѓето кои што го частат председателот на владата да не му дадат многу благо и да не му дадат многу солено. Му правите проблем сега, треба да го дека, а он е најбољ. Што ти значи кога ти се Мечо и Мичка, Мичо и Мечка гости, обично имаме со Сашо по 1000 watching now, Да, сега имаме 1720. 1700. Па дечки ви благодарам за овој пуст што ни го направите на политиканти благодариме. сега, да, реално. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Се чувствувавме како дома. Почитувани гледачи, тоа беше ексклузивното интервју со Мичо и со Мечка. Тие продолжуваат. Знаеш Тоа кој па ме ще се викна? знае точно Знаеш кој ме кој. викна да гостувам? Кој? А? Кој? Ме викна на национална телевизија да гостувам. Стварно? Да, бе, следната среда. Добар си? У Белград. На РТС? Не, која? на Инсайдер. На Инсайдер? Да. Браво. Па одлично Кај се нас Инсайдер. тука не, кај нас телевизиите што, ке не ме викаат мене. Не, Со знае Мечка? види, само да знаете, за ова конкретно, еве тоа нека помина за јазичното студио и диплома. Ова приказна што ја терате со обвинителство што е покренато против директорот на агенцијата е вака еден од ретките скупови што јас ги памтам во 35 години новинарство во Македонија. И ако не се фатат другите медиуми за тоа, мислам дека ќе се срамат после сами од себе ќе бидат се И ми ја срамат. гајдете за стана пред контейнери линковско вклучување за Мечка, нема подобра работа од мирна совест. И тука сме за тоа. има како нема. И кој ќе Иве се погреши, Шафхаузен од 60.000 евра. Како ти кажам? не се менјам никад. Не, добро. Никад. Тежи тој сад после. Не, да, таа тежина немам потреба да е овако. Ке Да не вежбаме, го ке изгревам. вежбаме Да бицепс. не го изгревеш, да не го чепнеш. Боко Тоа беа фала. моите гости, ви благодарам за вниманието. Дописникот се одјави, се гледаме наредниот петок. До гледање.